што ќе функционираш и води осигурачите да не му треба струја и не се гледа по лице. И не може ништо да спаси. Оно за 15 минути съм, да. За 15 минути се напуни вода. Нямаш време. Старите да ги изхвърли родителите, да не направим обеда, на други помогна луѓе, да може да се самира по вода остани, деца мали. Имаше човек со диализа да го изнесува, да го принесе преку река, мали деца, тоа беше. Стари две деца, да сме горе. А имаме луѓе тука што се промене. Само приземле, од мене има приземле, нема кај да... Стои кусор се види, Ова е само само. интернат, храни го видихме се што треба. Тие. Дали горе? Да, дојде Цешните чели, се тук лъжи и катастрофа. Сега нямам нищо. Ево, и това, и фрижидери, и там фрижидер. Ево, сега бришаме. Това е водата, водата така е била. Доктор преку джабни се. Ево си по-високо от други. Да. Нема кадо, тук и Нема горе што. Тука до тај имаше вода. Ево водата. Избрнава доктор што до джамото иде водата и преку това напрека да се спасиш. И детска, и спална, и... Няма струя, се е изключен. Лом. Свера много шеф. Еден пар чорапика не може да спасат. Се за 2 минути се случи. Куќето од таа страна е подкопана, целата цидовите ги шипање до тече, тоа е нето. Подром од таа страна. Ако успеем. Ти си ги санираш, ще види не направим, път се къде ти може да санираш. Помощта може да. Не, имаме помощта изреги водопирачи. Вчера ги ставихме, така? Да. Ова си са нови циги. Да. Како подпирачи, како... Да. Потвори слободи. Иначе овај одозгоре ќе влезе тук. Сега ги държа железа. Сега вие ги држи. Тук е най-ниско. Догоре имаше вода? Да се вака пат темели да се Изкривена и цялата вода. А тој таму голите на комбена што е таа црвената бе тоа само телевизија да бе. Онда беше све вака по. Реката како што се сидеа ложе, луѓе ги подавила. Беше министер првиот. И вчера Ми кажа нека и дели вам мало тоа што ви се сместени сте во интернат. министър ти може да си големи средствата за храна там за дали. И сега на шо да спием, хлеб, масло, все така. Ги сме сместени. Од таа страна се гробишта. Да, ние спое се по село де вода. Дека и 7. 200 кръче да стават. 200 Ма еве. Нема ни пола сала. 20 минути за това. Повлече се 15 минути. И само от еднъжка за 15 минути почна да улавя. И озгоре да дойдеш до река. А од реката не дојде кај. Не. Па таја Река тече озгоре, тече река надолу.
Ваша работница. Ти си Свет спокоен, за никъде. Голема щета има. Сега Денеска дојдов тука во Штип и во Свети Николе во обиколка на дел од подрачјата кои што деновиве беа зафатени со големи стихини поплави, кои што направија многу голема штета, кои што навистина донесува една ситуација вонредна, која што ги мобилизираше сите државни органи, ги мобилизираше сите оние кои што на некој начин може да помогнат. Во минатите денови како институции на државата правевме се што можевме, општината исто така со и општините на секаде правеа се што можеа и можам од таа гледна точка само да им честитам за целиот напор што го даваа да помогнат на луѓето во овие поплавени подрачја. Посебни честитки заслужува и Црвениот крст, кој што навистина брзо реагираше во овие моменти и се уште реагира, и тоа е навистина нешто што треба да се пофали и да се поздрави. Како и да е, штетите се големи. Јас се разбира не можам сите куќи да ги посетам, посетив дел од куќите и овдека во Свети Николско и во Свети Николе и во Штип, во Ново село, така што можам да сакав на лице место да ги погледнам работите. Ние поподне ќе имаме повторно седница на владата и повторно ќе расправаме за ова прашање. Како што знаете, веќе преземавме еден сет на мерки, на првични мерки со кои што се трудиме да помогнеме на луѓето. Ова се огромни штети, уништене цела покукнина е уништена на многу граѓани. Подовите на куќите, некаде и самите куќи се доведени во прашање нивната статика и дали ќе може да останат како такви, така што комисиите за проценка на штета веќе почнаа со работа и прават извештаи. Во рамките на можностите владата ќе одговори колку што можеме побрзо и посоодветно. Се разбира и општините исто така ќе помогнат, и сите добронамерни компании и луѓе кои што и досега помогнаа. Навистина би сакал да ги поздравам и да им заблагодарам од името на сите настрадани за несебичната помош која што ја дава во овие денови. Еве денеска, да речеме, како и вчера, се дистрибуира со хеликоптери во одредени делови на Македонија храна и вода за најнастраданите, за оние кои што се целосно отсечени. И тука влетаа со помош и одредени компании кои што дадоа намирници за да им се даде првична помош на луѓето кои што се во најзагрозена состојба. Како и да е, ние ќе продолжиме не само да ја следиме состојбата, туку и да помагаме колку што е тоа можно на секој оној кој што настрада во една ваква ситуација, со заеднички напори со општините, со градоначалниците, со советите, со компаниите, со граѓаните кои што може да помогнат за да санираме колку што можеме, барем дел од она што може да санира. Голема трагедија е што навистина направени се големи штети, луѓето се во очена состојба и јас целосно ги разбирам. Секој човек на нивно место би бил во очена состојба кога во 5 минути ќе ви се уништи се што се создавале, се што сте купувале, се што за што сте штеделе, се за што сте живееле и сте се бореле низ години и години, децении, низ животот, и одеднаш да ви се уништи за неколку минути, навистина е трагедија за секое семејство. Господине премиера, како оценувате актуелната политичка ситуација и дали сметате дека предлогот, односно притисокот на меѓународната заедница, вашата подадена рака од страна на владата, ќе го промени предлогот на, односно одлуката на СДСМ за да учествува на локалните избори? Благодарам на прашањето. Значи, ние направивме многу иницијативи со кои што сакавме да му подадеме рака на СДСМ да излезе од оваа ситуација од кој што и самиот влезе, но и од кој што ја внесе самата држава. Како што знаете, јас имав свикано и лидерска средба. На 13 февруари дадов еден посебен пакет, исто така претседателот Трајко Велјановски имаше негова иницијатива, имаше иницијатива на претседателот Иванов, меѓутоа, како што забележавте, сите иницијативи беа отфрлени од страна на СДСМ со нивното неразумно однесување. Мислам дека СДСМ прават сериозни грешки со ова што сега се случува. Влезени се во некој нивни филм, дека ќе немало да се повлечат, дека ќе прават некаква борба и така натаму. Значи, во еден затворен систем, во еден затворен круг, во еден посебен филм, во кој што штета во штета се оди и за нив како партија и за државата. Како и да е, јас се надевам дека до недела имаат време да размислат. Ние пруживме рака, измената на законот е донесена во парламентот, можноста е на маса,
Така што се надам дека и таму ќе превлада разумот и дека ќе ја промена таа нивна одлука која што е донесла. Утре ви доаѓа најавено Штефан Филе дека доаѓа во Македонија. Ваш коментар? Па и тој е исто како и нас загрижен за состојбите со кои што се соочуваме. Тој и во минатото се обидуваше да помогне. Очигледно дека утре повторно ќе дојде во обид да помогне, во обид да со заеднички сили направиме напори да се решат работите, да се надмина состојбите. Ние сме подготвени за разговор, се разбира врз основа на нашите принципи и позиции кои што ги поставивме. Но се надевам дека разумот ќе провлада ке првиот човек на опозицијата, на СДСМ, затоа што практично се доаѓа од него. Тој го има осмислено овој настан што се случи на 24 декември, според кажувањата на луѓе однатре од партијата. Настанот е осмислен некаде во месец јули минатата година, значи од тогаш е планирано, кога ќе дојде време за буџетот, тој да се закочи, да се доведе ситуацијата до инцидент, тој инцидент да биде како алиби за неодење на локални избори и создавање на една хаотична ситуација во која што тој длабоко верува дека најдобро се снаоѓа, односно дека најмногу може да испоентира политички. Тоа е многу лошо според мене. Политичарите треба да осмислуваат настани со кои што во една позитивна атмосфера и со позитивни идеи ќе успеваат, а не во кризни ситуации, во создадени кризи да извлечат поени на грбот на граѓаните, на грбот на државата во овој случај. Така што ги доведе во прашање нашите европски и евроатлантски интеграции, тоа го говори целиот свет, цела Европа и така што верувам дека сепак во последен момент тој човек ќе најде сили да излезе од ова деструктивно сценарио во кое што го обмисли и во кое што ја втурна државата. Господине премиер, ситуацијата е таква како што е. Запознаени се сите, ова е можеби прв пат во историјата премиер да излезе помеѓу луѓето. Институциите реагираа многу брзо, помогнаа колку може да се помогнат. Меѓутоа, веќе имате увид, имате ли некаков план што со овие луѓе кои што веќе се толку многу оштетени? Знаете што, јас вака на ваков начин обично не кажувам планови додека не седнеме во владата да ги дискутираме работите, да направиме пресметки, да ги добиеме извештаите од комисиите за проценка на штети. Така што не сум човек што од прва, за да му се допадне некој кажува се и се што ветува, се и се што потоа не може да го исполни. Значи, она што јас обично го правам, прво не е прв пат дека вака се случува, јас секогаш кога има вакви катастрофални ситуации со пожари, поплави или други крупни незгоди кои што предизвикале различни катастрофи, излегувам на терен, разговарам со луѓето, бидејќи едно е во канцеларија да ви даваат извештаи да ги читате или да гледате телевизија, а друго е да влезете тука во каута и да од блиско ја почувствувате маката на луѓето, да поразговарате со нив и со своји очи да ги видите загубите кои што тие ги претрпеле. Така што тоа е моја, да речам, стална пракса и во тој дух и денеска сум на терен, а што понатаму и како ќе превземаме, се разбира, ќе соопштиме откако владата ќе се состане, ќе ги разгледа сите работи, ќе ги увидиме нашите можности, ќе зацртаме што можеме и тогаш ќе информираме јавноста. Во секој случај и досега, преку армијата на Република Македонија, преку Дирекцијата за заштита и спасување, преку ангажман на сите министри на терен во минатите 2 дена, преку ангажман и соработка со општините, преку ангажман на градежни апарати, на градежна оператива, која што ја позајмивме од приватниот сектор, преку ангажман на многу други институции. Армијата, да, ја спомнавме. Така што на сите можни начини се трудевме да помогнеме. Тоа обично во такви ситуации не е толку видливо, бидејќи луѓето имаат мака, тие се нервозни, фокусирани се на тоа што го загубиле, и тоа е нормално. Веројатно и јас и било кој од нас што стои тука во една таква ситуација исто би реагирале. Меѓутоа, веројатно ако тој ангажман не се случеше, дека штетите ќе беа уште поголеми. И од тој аспект сакам да потврдам дека правиме се што е во наша моќ и ќе продолжиме да правиме се што е во наша моќ да им помагаме на овие луѓе од оваа стихија што се случи во Македонија. Благодарам.